Природата спакувана во тегли ги мами странските туристи во Малешевијата, па богатата палета на производи приготвени по старите домашни рецепти се нуди на тезгите пред атрактивните хотели во Малешевијата. Овде постојано ќе ги видите ѓоко и глигор и на двајцата шумските плодови им се единствената екзистенција. 2-30 кила од сите производи, по 30 кила. Што најмногу се троши? Аронија и боровинка. Соковите? Да. И шумската јагода. Аронијата е плантажна, ребизата, а другото е се планинско. Значи се собере по планината, сега за неколку дена ќе почне јагодката, па после малината, па капината и редом така. Но дали може да се живее од природата? Па, некоја средна живеачка постои, па. Ептен, кој знае каков напредок, ама средна живеачка. Па добро е. Сега не може да кажеме дека е нај, меѓутоа може да се живее со труд. Ако не се трудиш, нема ништо. Цели семејства произведуваат по стотици литри сокови, сладки и компоти, но сепак најатрактивно и понатамо останува беровското сирење. Годишно во Малешевијата се произведува до 400 тони сирење. Се производи и на мантрите, доста квалитетно овчо сирење, кое што е познато во Македонија. По информациите кои што ги имаме од терен од членовите на Сдруженијето, па и од другите сточари, значи од 2013 година целото сирење е потрошено. Традицијата која трае добро спакувана во приказната за алтернативниот туризам, ја препозна и туристите кои бегаат од урбаните средини и бараат одмор назад во природата. Вкусните еколошки производи од природата се поатрактивни и задолжително мени и во атрактивните хотели во Берово.